Од причини кои не се ни потрудија да ги образложат, Соединетите Американски држави не ја подпишаа завршната декларација на глобалниот самит за климатски промени во Глазгов, но не пропуштаат ниту една прилика да се пофалат со својот напредок на полето на екологијата. Затоа и во најновиот извештај за автомобилските трендови што го објавува Американската агенција за заштита на животната средина, клучни бројки се 32 и 24. Имено, за точно толку проценти се подобрени просечната потрошувачка и емисиите на јаглерод диоксид на возилата лани во однос на 2004 година. Понатаму додаваат дека за истиот период нивните мотори станале за 17% посилни, а тежината им се зголемила за 1%. Во сенка на овие постигнувања следат конкретните податоци дека просечно возилата од ланската моделска година со 1 галон гориво може да помина 25,4 мили, што е во мерки кои ги разбираме значи потрошувачка од 9,3 литри на 100 километри. Тоа и не е толку лошо, но вистинската слика се добива од просечните емисии на јаглерод диоксид кои лани, верувале или не, изнесувале, како што велат, рекордно ниски 217 грама на километар, со оглед на возниот парк кој им се состои од повеќе од 50% теренци и 20% пикапи, а помалку од 2% електрични и плагин возила, поинаку не ни може да се очекува.